Добро вечер, драги мои, добро дојдовте во најновото издание од играта на среќа Лото 7 на државна лотарија. Вечера нова можност за освојување на нашата седумка, која што изнесува над 13 милиони денари. Ќе започнеме веднаш откако ќе го добиеме зеленото светло од страна на комисијата. Добро вечер за вас, почитувани. А вечера во улога на председател е господја Билјана. Па дали е се подготвено, Билјана? Да, Маријана, се е подготвено и оваа вечер. Може да го започнеме вечерашното 101 коло и да посакаме многу среќа на сите играчи на Лото и на Џокер. Така ви благодарам многу. Започнуваме веднаш после краткиот џингл. Останете со нас. Да се информираме заеднички за уплатата и фондот на добивки. Вкупната уплата за вечерашното коло е 2.987.370 денари. Има одиграно 99.579 Лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 1.043.685 денари, а фондот за седумка над 13.300.000 денари. Извлекувањето може да започне, топчињата нека паднат токму сега. Во изчекување сме на првиот вечерашен број. Лото играчи, ви посакувам многу среќа. Да видиме како ќе го стартуваме ова наше издание, односно кој ќе биде првиот лото број. Започнуваме со бројот 35. Заокружете го бројот 35. Одиме понатаму, на ред е вториот лото број. Заокружете 35, па понатака ќе видиме. Во очекување сме на следниот лото број. Го извлековме бројот 13. Често извлекуван број во Лото 7. 13. Запишете го следниот број. 19. Го извлековме бројот 19. 35, 13, 19. Одиме понатаму. Четвртиот број е бројот 5. Заокружете го бројот 5. Веќе имаме добивки со 4 погодоци, над 40 четврки. Да видиме каква промена ќе направи следниот извлечен број. Заокружете го бројот 34. Го извлековме бројот 34. Две петки, многу добивки со 4 погодоци. Тоа е моменталната состојба, но веројатно следниот извлечен број ќе направи некоја промена. Шестиот број е на ред, а тоа е бројот 3. Шестиот број е бројот 3. 21 петка, многу добивки со 4 погодоци, се уште нема шеска. Останува уште еден број до крајот. Да видиме кој ќе биде. Имаме црвено топче, повторно, двојна радост, дупли суми на добивки. И веднаш четворката изнесува 600 денари, а ова извлекување го завршуваме со бројот 11. Последниот извлечен број е бројот 11 и овој број ни донесе две шески. И тоа добри шески, многу добивки со 5 и со 4 погодоци. Ова се среќните броеви. 35, 13, 19, 5, 34, 3, црвено топче и бројот 11. Добитната комбинација за вечерашното коло гласи вака. За почеток запишете црвено топче, па потоа 3, 5, 11, 13, 19, 34 и бројот 35. И можеме веднаш да го проследиме неофицијалниот извештај. Вечерва, две шески со вредност од 331.826 денари. Со 5 погодоци имаме 83 добивки со вредност од 5.331 денар и со 4 погодоци имаме 1.292 добивки со вредност од 600 денари. А во следното коло, нашата
седумка ќе изнесува над 13 милиони 600 илјади денари. Честитки од мене, од целиот тим на Државна лотарија, Канал 5 телевизија, до сите оние кои што се освоија добивка вечерва. Го извлековме црвеното топче. Ни донесе двојна радост. Дупли суми на добивки од категоријата со 4, 5 и 6 погодоци. Вечерва, 2 шестки, многу добивки со 5 и со 4 погодоци. Оние кои што не се најдоа вечерва на среќната добитничка лото листа, нека не очајуваат и нека бидат постојано во игра, затоа што со среќата никогаш не се знае. А сега, пред да продолжиме со нашата втора игра Джокер, малку ќе ве прошитаме до Битола. Ајде да го следиме прилогот кој што го направија нашите колеги од Битола, а се однесува токму на најновиот инстант лос од Државна лотарија – Титаниум. Пред празниците Државна лотарија го лансираше новиот инстант лос Титаниум со примамлива понуда од 2 вида возила, 7 возила Ford Focus и 7 возила Ford Kuga од серијата Титаниум. Дали и колку интересен за битолчани, прашавме во Крисми Трейд на битолски широк сокак. Премногу е популарна, многу добро се троши на пазарот, има многу добивки. Од ова моментално нема ништо паднато, ама сега брзо за време имаше само дијамант со 300.000 денари добивка, само еден прстен на дијамант. А како се игра, односно што се греби? Значи ова цела како ќе го изгребите, треба да имате 30 износи. Имате 7 кори од овие, 7 кори од овие и треба да имате 30 износи. Исти символи, можам да речам. Ова е место каде паднале многу добивки, ни кажа Васка Митревска. Да, и пред тоа кората само што падна. Поголемите добивки се тие, иначе паѓаат 100.000, 50.000, 10.000, ама поголемите добивки се тие. Како одговор на барањата на играчите, инстант лозот Титаниум стана најнов член на семејството на инстант лотарија на Државна лотарија. Лозот нуди вкупен фонд на добивки од над 95 милиони денари, вклучувајќи 14 премии, од кои 7 возила Ford Focus и 7 возила Ford Kuga, 30 добивки од по 50.000 денари и многу други вредни парични добивки. Поздрав до битолчани, нашите верни играчи кога се опрашања нормално игрите на среќа на Државна лотарија, како играта Лото 7, така и инстант лотаријата. Ете така, ве запознавме одблизу уште еднаш со нашиот инстант лос Титаниум, па пробајте си ја среќата во најблиското продажно место на Државна лотарија. Можеби токму вие ќе бидете добитник на прекрасен автомобил. Сакам само да ве информирам и за караванот на Државна лотарија, новогодишна зимска бајка кој што започна во срцето на Скопје и тоа сквер Јадран. Атмосферата ја збогативме со забавна програма за деца во која најмладите уживаа во настапот на детскиот фестивал Поточење, потоа театарската представа Чекори се фотографираа со Дедо Мраз и со маскотите на омилените ликови од најпопуларните цртани филмови, а граѓаните пак имаа можност да уживаат во звуците на македонската музика, за тоа се погрижија ДНК, потоа Андријана Јаневска, Лина Пеовска и Огнан Здравковски. Следната општина која што ќе ја посетиме е општина Ѓорче Петров и тоа на 21 декември сабота од 18 часот па се до 23 часот. Па драги мои, се гледаме оваа сабота токму во општина Ѓорче Петров. Ете, повелата на убава забава и се разбира, пробајте си ја среќата со игрите на среќа на Државна лотарија. А оние кои што се вклучија во вечерашната дополнителна игра Джокер, нека останат со нас до самиот крај, бидејќи следува извлекувањето на Джокерот. Се е подготвена за Джокерот, се надевам дека подготвени сте и вие во вашиот дом. Ајде да се информираме за уплатата и фондот на добивки. Вкупната уплата за вечерашното коло изнесува 451.920 денари. Фондот на добивки е 225.960 денари. А вечерва премијата на Джокерот изнесува 1 милион денари, сума гарантирана од Државна лотарија. Извлекувањето може да започне, топчињата може да паднат во секој миг. Джокер, пријатели, ви посакувам многу среќа. Ја имаме комбинацијата, првиот број е бројот 6. Вториот број е бројот 8. Третиот број е бројот 7. Четвртиот број е бројот 9.
Предпоследниот број е бројот 3 и последниот број на џокерот е бројот 6. 687-936. 687-936. За кратко ќе го имаме и неофицијалниот извештај од ова наше вечерашно џокер извлекување, а извештајот ни покажува дека со 5 погодоци имаме една добивка со вредност од 29.628 денари. Со 4 погодоци имаме 6 добивки со вредност од 4.938 денари. Со 3 погодоци имаме 37 добивки со вредност од 801 денар. Со 2 погодока има 272 добивки со вредност од 109 денари и со 1 погодок имаме 2594 добивки со утешна вредност од 30 денари. И во следното коло знаете дека играте за 1 милион денари сума гарантирана од Државна лотарија. Честитки уште еднаш до сите оние кои што си освоја добивка вечерва, а на останатите ќе им посагам повеќе среќа во некој наше следно коло. Среда и сабота сме со вас во точно 20 часот на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Довидување од мене и од целиот тим на Државна лотарија. Останете на оваа фреквенција.